Што небиднина ја снајде оваа наша земјата, само афери, циркузи, будалаштини и арамилаци се нижат ката дневно, не баре цел свет креира глупости кои како низинка мора да поминат низ Македонијава. Додека дуистичкиот дел од власта секојдневно обсипува со оптимизми, лесноти околу животот, економијата и парите, Сада Самовскиот малку поумерено се правда дека опозицијата е ручната, за да не излезе државава од калта. Само опозицијата. Не се тоа внуците и другите поблиски и подалечни роднини на Али Ахмети. Не се тоа десетината министри, стотиците директори и илјадниците процентуални и рамковни, ни астрономските коридори, железници на нелогични траси. Ова што ни се случува дефинитивно е време, не време. Како стоканџи се нафрлиле на оваа Македонија бизнисмени од Албанија, од Косово, од белиот свет, но по потекло од претходно спомнатите, подпомогнати од сродните им овде, и ја крчма државава. Додека нашата политичка елита гледа сеир и број колку и што останало за неа. Хаосот е со и во нас секој ден. Полицијата не знае што да брани, обезбедува и од кого, од службеникот ако се обиде да работи поправо ќе си навее некое зло, отколку да успее да го спроведе законот. Баа ги заматено и во обвинителството и во судството. Здравството е со метастазиран рак до последниот сегмент. Образованието сведено на прифатилиште за деца, чии родители се презафатени од работа. Проект Култура е како мала пералница за пари. Новинарството несуштествено е поддосадно од обичен чаршиски муабет. Спортот од поодамна е чиста политика и договор заради нечи резултати. И така до бесконечност. Биди македонец, биди човек и издржи го сето тоа во ова единствено парче македонска земја на изумирање, како нешто сакано и вредно, кој ти излизнува од рацете и се губи неповратно.